Охридското езеро е течен музеј, стар 2 милиони години. Еден од најстарите и најдлабоките екосистеми во Европа, кој во своите пазови чува форми на живот, што не постојат никаде на друго место. Но ова синило не е само биолошка реткост, тоа е жив архив на безброј човечки судбини и приказни кои чекаат повторно да бидат раскажани. Под кајакот, кај локалитетот Врбник, лежат остатоци од праисториска наколна населба, доказ дека тука се живеело со водата уште од почетокот на времето. Овој екосистем е кревко чудо. Додека ендемичната пастрмка се бори за опстанок, езерото останува последното прибежиште за стотици видови кои не постојат никаде на друго место во светот. Но вистинското чудо е реката Црн Дрим. Извирајќи од срцето на езерото, таа е природен феномен кој со себе носи и зборови. Се започна во јули 1961 година, кога македонските писатели се собраа да ја чествуваат 100-годишнината на браќата Миладиновци. Она што започна како чест кон Константиновата тъга за југ, набрзо ги премина границите. На овој мост, стиховите на најголемите светски автори со децении се слеваат во брановите. Тоа е најцврстиот мост некогаш изграден, оној што ги поврзува срцата на народите преку моќта на зборот. Како што велел турскиот патописец Евлија Челебија, Струга некогаш била град со 100 мостови. На денешниот Чаршиски мост дрвени дуќани виселе директно над реката, а трговијата го следела ритамот на брановите. Да се има дуќан во Струга било врвен сон, живот вкоренет во текот на Црн Дрим. Денес овој мост е познат како Чаршиски мост. Низ вековите, водата во Струга значела и живот и страдање. За да се победи маларијата, реката мораше да се скроти преку мелоризација. Кога со малото вовче во градот пристигна првиот багер, народот, кој првпат гледаше ваква технологија, мислеше дека се работи за моќен човек. Се прераскажува дека стружани му приредиле свечен пречек, а низ чаршијата се извикувало да живее другарот багер. И навистина, другарот багер спаси илјадници животи преку системот канали, но со тоа за секогаш го избриша стариот природен лик на градот. Хероите на Струга, докторот Незлобински, Каваев, имаа таен сојузник, алгата Чара. Оваа струшка билка природно ги уништуваше ларвите на комарците. Додека тие го лечеа народот, сребрениот патник, јагулата, го поминуваше својот пат од околу 6000 километри до Сагарското море. Некогаш главен извор на живот за струшкото стопанство, јагулата денес е дух во реката, со древен пат пресечен од брани и човечки интервенции. Водата го крие минатото, но го рефлектира нашето утре. Сите сме дел од истиот тек. Затоа да го чуваме изворот, да ја чуваме приказната.